Наместо полесни процедури и отежнување на постапката, граѓаните револтирани од како управата за јавни приходи побара сите да се регистрираат во новиот електронски систем за персонален данок. Не само оние што досега поднесуваа годишна даночна пријава, туку и оние што земаат само плата или пензија. Граѓаните велат ретко кој пензионер има компјутер или пак знае да работи на интернет, а не пак електронски да се пријавува во УЈП. Сметаат дека управата треба да ги искористи податоците од претходните години и по службена должност да ги собере податоците од пензискиот фонд, а не дополнително да им ја отежнува процедурата на постарите. Знаме и тоа што го прават е чисто малтретирање на граѓаните. Има пензионери со бастон, има пензионери со колички, има на носила. Кој ќе ги носи? Има во странство. Мислам дека е изнад секоја граница е малтретирање. Ако е подобро за сите, мислам и полесно после тоа треба да се адаптира и на пензионерите. Да биде полесен пристапот, да може да се кликне барем на помалце влегување, да може да го направи тоа. 65 години нагоре слабо работат на компјутери, така да не гледам ова дека може да се реализира. Прво за жал органите не направиле проценка на ситуацијата, можеле тест да направат првично. Од УЈП смируваат дека пензионерите ќе може да се регистрираат преку давање полномошно право на друго лице или пак да дојдат со него на шалтерите во управата и да го овластат да ги потврдува податоците наместо нив. Иако досега само 13.000 луѓе се регистрирани во новиот електронски систем, вкупниот број на вработени пензионери и хонорарци што треба да се пријават надминува 1 милион. Засега од УЈП нема информација колкави глоби ќе плаќаат оние што нема да се регистрираат во системот. Постои казна, да. Меѓутоа, реков ми кава е казната? Законот пишува. УЈП ќе обезбеди и мобилни даночни шалтери кои ќе им помагаат на пензионерите полесно да се регистрираат во нивните населени места. Мобилните даночни шалтери функционираат години наназад. Меѓутоа, функционира и во периодот кога се, односно во оној период кога се поднесуваа годишни даночни пријави во хартиена форма, одевме и ондаму каде што немаме даночни шалтери како поставено со страна на управата за јавни приходи, па затоа се тука нивна замена мобилните даночни шалтери. УЈП од следната година за прв пат ќе почне електронски да им праќа на граѓаните предпополнета даночна пријава за приходите остварени во 2018-та. Пријавите треба да им бидат доставени на граѓаните најдосна до 30 април, а потоа тие ќе треба да ги потврдат или коригираат податоците најдоцна до 31 мај. Доколку тоа не го сторат, ќе се смета дека управата подготвила точна даночна пријава за претходната година.